Со мене е гостинот Антонио Михајлов. Добро дојдовте. Вие сте представник на организацијата Субверзивен фронт. Овде, колку што можам да прочитам, се работи за промоција на покритички, неконвенционален, непатриархален пристап кон идентификацијата со која било веќе постоечка категорија од сферата на родот и сексуалноста. Деновиве нема да спомнуваме ниту партии, ниту кандидати по име, меѓутоа имаше навреда на еден од кандидатите за градоначалник кон својот политички соперник на сексуална основа. Како вие го толкувате ова? Дали само за собирање поени или навистина се работи за хомофобичност? Благодарам уште еднаш на поканата и мислам дека е многу добро што разговараме денеска за оваа тема. Тоест, како повторно еве сме сведоци на искористување на хомофобијата како алатка за напад или за навреда, за омаловажување и дискредитирање на политичкиот противник, што за жал бевме сведоци во петокот вечерта, во екот на завршетокот на кампањата, кога не може да се очекува реакција или повратен одговор од страна на опонентите. Сметате беше така темпирано, намер? Мислам дека многу умешно тоа го направија, за жал на штета на состојбата, на чувствата, на положбата, на правата на една цела заедница која не само во Скопје, туку и во цела Македонија исто така ги има истите прави и обврски како и останатите граѓани на оваа земја. Дали ова беше единствен случај во текот на кампањата? Колку што јас се сеќавам, да, иако претходно сме биле сведоци на повеќе изборни циклуси, каде во кампањата хомофобијата била користена исто така како алатка за напад и дискредитација на политичкиот противник. Оно што ја би сакал да го потенцирам е дека ние, веќе како граѓани на Скопје и пошироко како граѓани на Македонија, стигнуваме до оној степен на информираност и едуцираност каде што ги припознаваме ваквите штетни практики и можеме лично, поединечно, индивидуално да ги осудиме, но и на организацијско или на општествено ниво да изразиме јасна порака на осуда и на понатаму отсутство на поддршка, каква била поддршка на ваквите практики и политики. Мислам дека овие избори ќе бидат барем на локално ниво некој индикатор за тоа како во еднина политичките партии би требало да ги адресираат правата и проблемите на граѓаните во општината каде што тие се кандидираат, на начин кој што нема да ги навредува и нема да оди на сметка на сите граѓани поединечно, но и како припадници на одредена социјална група. Исто така е многу важно сега, откако ќе завршат изборите, веднаш да се дојде во јавност со осуда на ваквиот тип на постапки од страна на политичките партии, без разлика на нивната провениенција, затоа што почитувањето на човековите права не подлегнува на партиската идеологија. Тие се универзални за сите. И освен таа осуда што очекуваме од јавна осуда од страна на политичките партии, очекуваме и поддршка од граѓаните во однос на засиленост противставување на ваквиот штетен тренд, негативен тренд. Дали генерално во земјава се оди во вистинска насока во однос на толерирањето на помалите маргинализирани заедници, како што ги нарекува? Да, има мал прогрес, забележлив прогрес. За жал, до сега, во последните 11 години, додека не се смени власта, ние бевме сведоци на многу големи напади, физички напади, говор на омрза, кривични дела од омрза, дискриминација врз основна сексуална ориентација и родов идентитет, присутни во Македонија. Од први, како направи промената на власта, се забележа доволен број на позитивни сигнали од страна на новата влада, кои даваат надеж дека ќе се промени и се менува на подобро. Дали се расчистија тие физички напади? Дали се пронајдоа сторителите или се уште се отворени истраги? Не, уште не. Ние како организација лани изминатава година поднесовме 70 и повеќе, 75 точно пријави до обвинителството и до полицијата за говор на омрза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, за кој само на 4, тоест 5, најдовме на одговор некаков одговор од страна на надлежните органи. Говорот на омрза врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет е проблем, е горлив проблем на оваа заедница и недостига многу голем одговор, многу силен одговор од страна на надлежните органи. Не само од нивната практика, туку и во однос на законската рамка. Ние се уште немаме за жал кривичен законник кој експлицитно ги заштитува припадниците на оваа популација, на оваа заедница врз
од кривични дела на омраз и говор на омраз засновани на овие основи. Што се треба да се случи во институциите, во законските рамки за Македонија да биде подготвена за една парада на гордост? Тоа е многу добро прашање. Мислам дека прво и основно е неопходна, голема изражена, видливо изразена политичка воля страна на мотниците на власта, посебно на локалната власт, ако станува збор за парада на гордоста која ќе организираме во Скопје. Второ, недостига или ќе биде многу потребно мобилизирана и организирана заедница која ќе састане за ова парада на гордоста, тоест таа парада на гордоста ќе произлезе од самите барања на припадниците на оваа заедница. Трето, и мобилизирана и организирана заедница на активисти, не само за ЛГБТ права, туку и за секој вид на човекови права, затоа што тие права, тоест тие проблеми кои ги имаме ние како дискриминација, како кривичен дел од омраза, како говор на омраза, се евидентни кај останатите припадници на останатите ранливи општествени групи. Каде се наоѓа сега позицијата на Македонија во однос барем на земјите во регионот по ова прашање? За жал, најниско рангирани сме во поглед на правната рамка. Има Илга Европа и Европската асоциација за ЛГБТ права. Годишно објавува извештај во однос на правната рамка. Ние сме најниско рангирани во целиот регион. Дури и Косово, за кој сведочивме изминатава недела во вторник, ја организира многу успешно нивната прва парада на гордоста во Приштина, е понапред во однос на законската рамка. Не се лажам, политичари предводеа. Точно така, нивниот председател Хашим Тачи даде позитивни пораки на поддршка во однос на парадата на гордоста и заедно со останати министри и политичари кои се дел од општеството во Косово. Исто така се сведоци на промената во Србија со изгласувањето на Ана Брнабиќ како премиерка на Србија, која е не само првата жена, но и првата лесбека која е на така висока позиција во регионов и во Европа. Дали очекувате, еве, чекор по чекор во Македонија работите да се движат во подобра насока? Дека да, во соработка со па дури и со она што го слушнавме од програмите на новите локални власти кои ќе дојдат. Да, во соработка со политичките партии и со државните органи и на локална власт и на централна власт, ние ќе градиме стратегија на развивање на долгорочна соработка и помош и поддршка со цел обезбедување на подобра, попозитивна и поправедна клима за припадниците на оваа заедница. И исто така ќе градиме алијанси на солидарност и поддршка со останатите припадници на останатите ранливи социјални групи, затоа што таа борба за човекови права, за еднаквост, за инклузивност, за отвореност е еднаква за сите. И ние сите заедно треба да се здружиме во тие напори, таа состава, таа клима да ја оствариме. Јас ви благодарам, господине Михајлов, за гостувањето во отвореното студио на телевизија 21. Во друга прилика се разбира ќе се видиме и подетално можеби ќе зборуваме за овие прашања.